ова издание. Американскиот председател прифатил да се сретне со председателот на Русија во принцип и под услов да нема инвазија. Историско зголемување на минималната плата во Северна Македонија. Зошто некои во ова не гледаат победа? Во САД има замрзнати фондови на Авганистан. Кој има право на овие пари? За сето ова, останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Лилица Китановска. Американскиот председател Џо Бајден прифати да се сретне со рускиот председател Владимир Путин во принцип и само ако Русија не започне воена акција, соопшти Белата куќа доцна синоќа. Во соопштението од прессекретарката Джен Сакис се вели дека американскиот државен секретар Антони Блинкен и рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров претходно би имале разговори оваа недела во Европа. Во соопштение објавено рано денеска, канцеларијата на францускиот председател Емануел Макрон кажа дека Макрон предложил самит на двајцата лидери во врска со безбедноста и стратешката стабилност во Европа. Ова соопштение е објавено по многубројни телефонски разговори меѓу Макрон и лидерите на двете страни на Атлантикот, доаѓа по недела на високи тензии предизвикани од руското концентрирање трупи и опрема по должина на украинската граница. Зголемувањето на минималната плата е убава вест и секако потребна, но некои предупредуваат на ризиците врз националниот буџет. Мики Трајковски ќе објасни. Порастот на минималната плата на 18.000 денари се случува во време на зголемување на трошоците за живот, кои според пресметките на Државниот завод за статистика во јануари годинава се за 6,7% поголеми во однос на истиот период лани, додека цените на мало пораснале за 7,3%. Премиерот Димитар Ковачевски последното зголемување на минималната плата го нарече историски исчекор, но според Сојузот на синдикати ова било повеќе од потребно. Не гледам тука никаква победа, гледам една основана потреба за работникот да екзистира и да го гради ово општество, бидејќи знаеме само добро платен работник е задоволен и продуктивен работник. Според Благица Петрески од Институтот за економски истражувања и политики, тоа позитивно ќе се одрази врз животниот стандард, особено кај оние работници кои што имаат најниски примања и кои што се најсилно погодени од кризата. И на ваков начин очекувањата се дека тие ќе може полесно да ги издржат ваквите удари од криза. Но граѓаните сметаат дека 300 евра не се доволни да се истурка месецот, а не пак да се размислува за нешто повеќе. Па мислам дека тие се многу малку пари. За овој скап живот што го имаме, тешко да ги распореди за цел месец. Тешко на тој што живее со 18.000 денари. Барем да платите да не бидат испод 500 евра. Да се чувствува човек по-комотно, како рамноправен граѓанин да се чувствува. Ова 18.000 како да го реши проблемите кога ние овде имаме цени исто како во Западот. Со 18.000 само за храна и сметките што треба да ги платиме, што останува друго. Петрески предупредува и на ризиците врз централниот буџет, ако се знае дека порастот на минималната плата е поддржан со субвенции од државата. Тоа упатува дека компаниите немаат капацитет да ги издржат новите покачувања или дека продуктивноста не е на тоа ниво. Тоа ги остава отворени прашањата на во која мера ќе бидат реализирани ризиците кои што се во делот на деформализација и во делот на притисок врз централниот буџет заради дополнителните субвенции. Од ЦСМ велат дека се залагаат и за скалесто зголемување на сите останати плати, како во јавниот, така и во приватниот сектор, но и за понатамошно зголемување на минималната плата. Велиме таа истата да не може да биде 57% помала од просечната плата. Тоа значи доколку расте просечната плата, треба да расте и минималната плата. Иако цените на некои од основните прехранбени производи се замрзнати, според Сојузот на синдикати минималната синдикална кошничка сега изнесува 35.811 денари, со повеќе од 15.000 денари најголемо учество имаат трошоците за храна и пијалоци.
Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Талибанците и семејствата на жртвите од нападите на 11 септември 2001 година го осудуваат предлогот на администрацијата на Бајден за распоредување на замрзнатите средства на Авганистан. Еве за каков предлог се работи. Очајни афганистанци чекаат ред за бесплатен леп додека се влошува хуманитарната криза во државата по доаѓањето на талибанците минатиот август, кога западните држави ги замрзнаа меѓународната помош и пристапот до средства во странство. Нашата ситуација е многу лоша последниве година-две. Предходно можев да најдам леп и вода. Председателот на САД Џо Бајден потпише извршна наредба со која дозволи половина од замрзнатите 7 милиарди долари од Афганистанската централна банка да се издвојат за фонд наменет за хуманитарна помош во државата. Другите 3,5 милиарди долари остануваат резервирани, додека судовите во САД ги разгледуваат барањата за компензација на семејствата на жртвите при терористичкиот напад на 11 септември. Талибанците кои беа на власт во Афганистан за време на нападите во 2001 година одбија да го предадат Осама Бин Ладен, организаторот на нападите. Високо официјално лице од администрацијата за Гласот на Америка рече дека судија наредил тие фондови да останат замрзнати додека траат судските сослушувања. Овие се резерви на афганистанскиот народ. Тие не се резерви на талибанците. Нивното замрзнување и делење испраќа лоша порака до жителите на Афганистан за улогата на САД во хуманитарната и економската криза во која живеат. И талибанците го критикуваа овој потек. Портпаролот Мохамед Наим на Твитер напиша, цитирам, да се крадат парите на афганистанскиот народ што беа замрзнати од САД е најниско што една држава може да се спушти морално и хуманитарно. Талибанците со сила го презедо Афганистан и немаат право да зборуваат за морал, рече Хусейн Хакани, директор за Јужна и Централна Азија на Институтот Хадсон. They are trying to get money to which they have no rightful claim anyway. Тие се обидуваат да земат пари на кои немаат право. Парите се акумулирале за време на Афганистанската република против која талибанците се бореа. Талибанците не поддржуваа меѓународна помош за Афганистан во тоа време, така што неискрено од нив е сега да велат дека овие пари се на афганистанскиот народ. Многу семејства на жртвите од 11 септември поддржуваа дистрибуција на замрзнатите средства за афганистанскиот народ, вели Брет Игелсон, син на жртва во нападите. Но вели дека ако се остави дистрибуцијата на фондовите на судовите, ќе дојде до расправи меѓу семејствата на жртвите, што е погрешно, нефер и неправедно. А откако Кабул го презедоа талибанците во август минатата година, некои афганистански новинари беа принудени да ја напуштат земјата. Неколкумина во САД започнале нов живот. Еве како им оди во Хјустон, Тексас. Забихува Гази, наградуван известувач за повеќе медиуми, вклучувајќи ги Нью Йорк Таймс и Гласот на Америка, сега живее во Хјустон, Тексас. Тој е еден од стотиците новинари кои успеале да побегнат од Афганистан кога талибанците ја презедоа власта во август лани. Ако знам дека е безбедно да се вратам и да не гладувам, би се вратил. Никој не сака да биде бегалец за секогаш. Според Репортери без граници, откако талибанците ја презедоа контролата врз Афганистан, 40% од медиумите се затворени, а приближно 6400 новинари останале без работа. Ишак Садат работел за ТВ Еникас од Джалалабад, главниот град на провинцијата Нангахар во источен Афганистан. Сега кога сум во САД, мојот план е да учам и да се прилагодам на новата средина и потоа да го искористам искуството кога ќе се вратам дома. Садат вели дека се чувствува како дома, комуницирајќи со други афганистанци кои живеат во САД. Имаме чувство на заедницата. Стејт департментот соопшти дека американската влада го финансира распоредувањето на 95.000 луѓе кои пребегале од Афганистан во САД. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски од студиото во Вашингтон. Поздрав до утре!
Thank you.